Големата Македонија не била подготвена за малата виничанка која само сакала да си дојде дома. Несрекната средношколка не успеала да студира во Скопје, па морала да си остане во Марибор. Избрана е за најдобар студент, докторира и станува универзитетски професор во Љубљана. Сега е словенечка министерка за дигитализација. Во еден момент мислев дека ќе се вратам во Македонија. И кога ги контактира во Македонија, универзитетот во Скопје, побара, мислам дека беше 800 евра годишно за упис. Затоа што не сум македонка, затоа што имав завршено средно школо во Словенија. И ме третираа како странец. За разлика од овие странски кадри на кои им се затвара вратата, таа е широко отворена за нечии домашни татини и мамини синови кои се сега представници на македонската интелектуална елита. Отаму е можеби невообичаено што за ваквата практика говори токму професорката, чиј партиски водач е постојано на тапет за оваа тема. Сведоци сме на сериозни обвиненија за опасна фамилиаризација, да не речам непотизам, на многу универзитети. Ке се согласите дека фамилиарните односи не се добар амбиент за надпревар, А не само за семените, туку и за коалициските односи изгледа никако да се најде добра атмосфера. По прекинот се случува вистинска вербална војна, која од ден на ден ескалира. Изборот на зборови веќе одамна ја надминува границата на учтивост. Кристијан, многу луѓе ми дошле преку глава и на сите им простив. Потруди се ти да не го изедеш за сите пари. Оти полека ми доаѓаш преку глава. Еве јавно ти кажувам пред сите, свати го како закана, како што сакаш. Немој да праќаш деца тамо да тепаш. А тоа што ми претиш на мене со лисици, спремно ќе те дочекам, немој да се плашиш. Говедо едно. Таа интерна опозицијска битка добива уште поголема специфика кога меѓу себе ќе почнат да се напаѓаат и медиумските апологети на едната или другата страна од конфликтот. Изгледа дека овие се од Вашингтон и Брисел, што минката, низ која искри молњата, се поврзува директно со Москва. Обично не гледам прорушки медиуми на Путин. Да, ова е медиум на Путин. Подолго време работи за Русија овој медиум. Можна е некој да работи за туги интереси, но најчесто, барем во македонската политика, според долгогодишните надзорници на состојбите, тие што доаѓаат на чело, си работат за себе и за најблиските. Господинот Заев ги собра сите балкански хоштапери околу себе и сите домашни. Ги распореди на функција, им даде советнички позиции и имавме замена од дејствување на братучедите на начин како што го знаеме, во дејствување на браќата. И на крајот, кога синдикатот тера лична и политичка битка, па не може да се најде адекватниот израз за да се објави нечија тајна. Имаме уште една присуда која ќе обелодениме. Додека се чека да се погоди вистинскиот израз со кој ќе биде објавена некаква пресуда, правдата веќе е излезена на задната врата. Никој веќе никого не може да чека.